Снежана Стајновска можеме да зборуваме за неколку стотици представи кои што сигурно биле предобри за овие простори и не само за овие простори, туку и за пошироко просторите на бивша Југославија, па и уште пошироко ако сакаме веќе да кажуваме, но сепак ќе се одлучиме за денеска за една од оние представи кои што остави големи траги не само во Македонија и во твоето срце и во твоите мисли, него остави траги во бивша југословенските простори, учествуваше на меси, таму ја добити наградата за најдобра женска улога. Станува збор за представата Ослободување на Скопје, која што своевремено во 1978 година, кога што се прикажуваше, кога што беше поставена, беше хит на сите овие бивши југословенски простори тогашни. Добре ни дојде во магична сцена, Снежана Стајновска. Снежана, не ти е прв пат. Подобро нашла. Подобро не нашла и да те вратиме 78 година. Мацо ќе потешко, но мислам дека на убавите спомени се враќаме многу време, брзо. 78, керка ми имаше година дена. Се вративме од Бугарија за да ја завршиме стрекнано, ова стрекнано ослободување на Скопје. Во ноември негде беше премиерата. Тоа беше прва представа која не се играше во Драмски театар, се играше во Железничка, стара Железничка, нели во на галерија. Слободен Унковски беше режисер. На 3 спрата се играше, така беше интересно. Прво е тоа многу убав текст. Куриозитет е дека е филмски синопсис е всушност. Така да секој од режисерите што ја правеше таа представа можеше да прави по сопствено видување и сите беа доста различни. Текстот беше на Душан Јовановиќ. На Душан Јовановиќ и ако треба да кажам нешто што е комплимент баш од авторот, дека само во нашата представа постои Лица, а Лиција му била прилично драга и многу му беше мило што само во нашата представа Лица постоеше како лик. Во сите други беше главен машкиот лик, и сега да ме отепаш, не можам да се сетам како се викаше. Така, мене ми е посебно драга, затоа што ми е тоа пак прво театарско наградување, така да го наречам. Во многу чудни околности ја играв представата, беше во градската библиотека во Сараево, се изведуваше. Тоа беше период кога јас имав мало дете и кога мојот сон беше многу неостварен, како да речам. Се радував дека ќе одам во Сараево затоа што ќе можам да се наспиам, меѓутоа навиката си е навика. Јас пак се будев 5:30-6 и кога требаше да тргнам на представа негде околу 3 бев мртва за спиење. Бидејќи првата се играше во 5, а втората во 8. И влегов во една апотека и замолив да ми дадат нешто што ќе ме крене, затоа што ми е потребна енергија да изиграм нешто, а сум за никаде и апотекарката ме гледаше многу чудно. Веројатно мислеше дека ќе барам некоја дрога или така нешто и на крај по незина препорака земав 2-3 капсули женшен, која е нели така еден чудотворен еликсир. И го испив пред првата представа, помина таја, после представата испив уште еден и воопшто не се сеќавам како ја играв таа представа. Само се сеќавам едно време, бидејќи јас бев на балкон, нели, долу беше тој дневниот престој, јас бев така изолирана. Јас бев жртва на мојата сестра. Сестра ми всушност мене ме даваше на германци. И секогаш кога тие си одеа, она бараше да види што ми донеле, дали имало чоколадо или имало не знам што за храна, а посебна слабост беше чоколадата. Мислам, многу тажна приказна е всушност. И се сеќавам дека имаше таму, ние ја викавме пијана сцена, тоа не беше пијанство од алкохол, туку веројатно од таа макана собрана, од повеќе хистерија некоја. И знам дека едно време се разбудив до пола висната од тој балкон кој беше само на јажиња закачен и реков, Снеже, кај? Значи, тотално несвесно ја изиграв таа представа. И
на 31. март, кога си одевме на кај дома, од представа овде, Марин Бабич ми кажа дека ноќеска заседава жирито за мес и си отидов дома и реков денеска мамо се одлучува кој ќе биде награден со месова награда и мама ми рече па сине, мајке, немаш ли ти никакви шанси за това? И јас си реков, добре, мамо, па ти од цела Југославија глумци, баш мене ќе ме фатат. Утре дента беше 1. април, рано во 7:30, ми се јави директорот, тогаш Ристо Стефановски, и ми рече, ај честита награда, ја реков да не ми правиш априлили. Тоа беше така интересно. Истиот ден негде на пладне тргнавме за Сараево, требаше до вечерта да стасаме, тогаш ми дадоа службено ауто градот, ке се чини собрание на градот Скоп. Не возеа преку брда и планини, морам да признам дека ми беше многу лошо и дека независно од тоа што носев убава гардероба, јас сепак ја добив мојата награда. Онака бедна со некој шарено елече, така замирисана, неубаво. Има време потоа да се покажам поубаво, нели да се истуширам, да се дотерам нашмин каминото и мал пријем, се покажам во поубава светлина. Тогаш кој бевте на доделувањето на наградата? Унковски, јас и директорот. Затоа што наградата ја доби Унковски за режија, доби представата и ја доби Снежа Станевска. Како ве прифатија публиката во Сараево? Колку им беше? Фантастично. Двете представи беа преполни и знам дека имаше огромни аплаузи, браво, стоење на нозе, долго траја тие аплаузи, долго се поклонувавме. На првиот не се сеќавам многу, на вториот како се разбуди, малку повеќе се сеќавам. Многу имаше луѓе околу нас после представата, многу сакаа да не гушнат, да не бакнат, да ни кажат браво и така. Фамилијата ви беше Ацо Јовановски, Нада Гешевска, сестрите сте Мајда Тушева и да, ти? германецот беше Мето Јовановски, една од многу фалените улоги Лудиот Ваво ја играше Ванчо Петрушевски. И имаше многу значени деца, децата од детска радиодрама, кои се денеска Сенко Велинов, Младеновски, јас заборев како се вика, Младеновски новинарот, овој што Фокус го направи. Ето така. Снеже, после тоа настапувавте во Македонија. Сакам да кажам Да. дека јас ве гледав во Прилеп на фестивалот Војдан Чернодрински. Исто така настапувавте не во театар, него на просторот беше друг простор. на факултетот, на економска Помалку факултет. среќен простор беше тој. Така, таму Мајда ја доби наградата за, мислам, таа глумачка. Јас мислам дека тоа беше прва представа и после тоа не се сеќавам дека има такви преместувања многу во представите како што беше на таа представа. Како реагира публиката, дали се сеќаваш на Спокојно. Се движа онака како требаше, немаше никакви проблеми. Многу уредно, многу културно, многу фино. Така, заинтересирани беа да ја видат. Колку вас се беше тешко да се прилагодите на секој нов простор и да играте повторно со Па и иста не концентрација? многу, затоа што припрема на секоја представа трае месец и пол, така да во тој месец и пол полека толку свикнавме што се стана како дома. Колку за еден актер, една убава представа, една убава улога, живее, да не кажам сега до смрт на актер. Па да, па еве гледаш како на многу детали се сеќавам во врска со таа представа. Не зборев ништо за припремниот период. Има нешто интересно за припремниот период? Има ќе ме тепаше една Шунковски, јас читам бидејќи горе легната, нели, малце изолирана, главното действие секогаш беше долу, читав љубовни романчиња. Меѓутоа, кога ќе ми дојдеше време, работев одлично. И пред секоја проба те ставаш една пепељара на маса со која ќе ме гаѓаш од оздола. Меѓутоа, која ќе видеше дека одлично работам, му текна дека всушност тоа ми е еден од начините да се сконцентрирам онака баш. Затоа што и мојата приказна беше љубовна приказна,
и тој мир, тоа одвоеност од текстот, од действието, на некој начин ми донесе многу убав филм, за да можам да ја извозам мојата улога и тогаш кога ме нема во действието, а сепак сум на сцена, сепак публиката ме гледа, на некој начин јас се создадов такви радњи да можам постојано да се бидам во тој мој свет, така да кога ќе се запали светлото да не ми биде шок, туку да сум си постојано во една така моја замислена приказна. И тоа веројатно беше добро. Дали сега Снежа, доколку би се поставила таа представа, би одиграла исто така? Не, сега веројатно би ја играла бабата. Поредот на нештата, нели? Не, дали би изменила нешто од сегашен аспект во улогата што имаш? Не сум сигурна, мислам дека тоа беше најдобро што може. Мислам дека нема потреба да се смени. Мислам дека имаше се. Мислам дека имаше апсолутно се. Тоа е убавото во помалите улоги. Го имаш истото време како и оној што има големата улога, а помалку работа. Како кажам, значи времето го користиш, се разбира се, ако знаеш да го користиш исто така, меѓутоа можеш да си оформиш повеќе ситници, повеќе детали, повеќе така фини приказни кои ти се вртат во главата, кои ти помагаат да влезеш во сцената. Кога ние разговаравме за која представа ќе зборуваме денеска, јас се избрав Ослободување на Скопје, затоа што така ми останува убаво сеќавање. Не тргнувајќи од фактот дека ти имаш добиена награда за таа, затоа што имаш добиена награди и за други представи. Дали наградите се битни за да се запамти една улога? Дали можеби Сили во воздухот исто имаш представата добиена награда на Стереина? Дали тие две представи ти се најдраги заради наградите? Се засрекна нова Довев Чернодрински. Чернодрински, точно. Да. Па да не кажуваме и 11 ноемвриската награда за Платонов. Убави се наградите. Наградите се, што знам, тоа е она што ќе остане после нас. Затоа што, за жал, театарската представа постои сега и никогаш повеќе. Ниедна не е иста како претходната, ниту како наредната. Значи, живее од дигање на завесата до незиното спуштање. Значи, прилично ефемерна. А наградата е нешто цврсто, еден цврст доказ дека си го работил тоа и си го одработил најдобро што може кога веќе си награден, нели? Предпоставувам дека наградите сепак се дават на недобри. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. На третиот ден тргнав да си дојдам дома, да зедов манџи и сладки едночудо и за вас да донесам. Арно, ама, тука пред прагот ме подбраа бесни пцита, држи, не давај, се ми истурија во јазот, во калта. Простете ми, ништо не ви донесо. Во улогата на Султана, Снежана Ставенска, добро ни дојде во магична сцена. Браво, Снежа. Чао, чао. Тешка улога, како се чувствуваш, дали се релаксираш сега, неколку минути, десетина минути после представата? Да ти кажам, прво што направив се ождрав, се што имаше на маса на собрав, ја мислам дека 15 дена ништо не јаде. Зошто, Снежа? Па зашто нема време.
Пробите беа напорни? Па да, и густи, и пред и попладне. Мене денот, да речеме последниве 15 дена, ми почнуваше негде во 5:30 и ми завршуваше негде во 2 после полноќ. Што значи дека имав 22 часа работни, затоа што прво морав дома нешто да подприспастрам, па да излезам од 9, па да пробам овде до 1:30-2, па да трчам во телевизија приказните кои ќе почнат сега во понеделник да се прикажуваат и после од таму пак да се враќам вамо, едно 7 пати дневно се прешминкував и апшминкував. Од кондури не излезена, што да ти кажам, више скапана сум. И сега само за тоа ми се збори за ништо. Ама добро, барем на сцена се одмараше. Аха, вака, вчера беше многу интересно на таа генерална со публика, едно време на бица Билјана Драгичевиќ и викам, Билјано, знаеш, викам дека цело време се гледам ко да не играм. У публика се претворив, а вечерва, мислам дека беше постегната, по-онака денеска го имав тоа жапчето тука во желудникот. И така мислам дека убаво. Колку за еден проверен актер кој што е не знам колку години на сцена, може и не треба да кажеме, колку можеш да оцениш дали една представа е добра или не? Се познава тоа, не треба многу да мислиш, мислам. Представата сама се покажува. Уште на самиот почеток. Особено, многу е важна поделата. За некој представи е многу битна поделата. Љупчо Ѓорѓиевски овде направи одлична подела, барем што се однесува до семејството, а затоа што стварно многу убаво соработувавме и некако ододма бевме одушевени со задачите и некако ододма се пуштивме онака баш со мадиња, што би рекле ние театарски жаргонџи разноразни. И еден од поубавите комплименти што ги добивме пред едно 7 дена, кога почнаа прогони да одат со музика, без светло, меѓутоа музика, така имаше атмосфера некоја. Еден од подобрите, сега е ова првично, сега ова е вака, така, климаво, ова, она, меѓутоа се гледа дека представата има муда. Тоа е многу убав комплимент. Колку во твој жаргон да кажам имаш муда, односно актерот треба да има муда за да се соблечи на сцена? За тоа не треба да има, треба само да си стар. Обично, што се однесува до нашиот театар, стари ако веќе зборувам. Немав потреба да се соблекувам, а сега не беше, ова не беше соблекување, ова беше одживување на еден сегмент од животот. Ова е толку нормално, ако некој те бања, сигурно не можеш да имаш корсет под спавачица и ако имаш 80 и фазла години, што да имаш под таа спална? Освен да си гол. Добро што и надоле не се бањавме. Ти беше ли непријатно? Не, воопшто. Воопшто, затоа што тоа е моја одлука. Јас стварно мислев дека е глупо да има нешто. Затоа што имав и баба стара, и имав и мајка стара, и знам како тоа изгледа, и знаев дека е тоа вистинското. Дека зошто би се лажеле. Имаш одлични костими и кога заминуваше, мислам кога заминуваше од овој свет и кога доаѓаше, посебно последниот костим беше многу добар. Неот е многу убав. Да, и затоа и јас до вчера инаку го кажував тој монолог, некако со некој задгробен, некоја мелодија, така чудна, и не знам зошто сношти кога седнавме тука после пробата, правевме муабет ова, она и му реков на Бубе, слушај, јас утре ова ќе го кажам како млада невеста. И вака ме гледа. Дури го зборував текстот, а вчера беше генерална со публика. И викам, дури го зборував текстот, мене ми текна дека јас уствари ова треба да го кажувам како млада невеста. Затоа што сосем различно изгледам, нели? Така малце сум
ко фреска на шминкана, меѓутоа и помлада, и убаво дотерана, исправена, со посвеж глас и така натаму. И мислев, бидејќи тој костим е всушност невестински костим, дека требаше и јас сега во рајот сум невеста, нели, Божија невеста, да речеме, меѓутоа се сеќава на една друга свадба, можеби својата свадба, и она е така млада, свежа и весела, затоа што до 3 дена веселба има. За разлика од сево ова денеска што се случува. И Табачки ми рече, ке можеш тоа така без проба? Реков да, затоа што сум убедена дека тоа така треба. Денеска беше премиера на тој монолог. Одлично беше монологот. Прв пат го слушнав и мислам дека добро прозвучи и имам коментари за монологот, позитивни, нормални. Но сега, верувам дека ќе се вратиш, синко. Тоа ми дава надеж и сила да истрајам. Верувам дека ќе се вратиш. Јас стрпливо ќе те чекам. Подготвена сум да живеам. Да живеам и да пеам. Во ноќниот клуб Папаја присуствувавме на премиерата на делото Танцот на снегулките од авторот Горан Нанчевски во главната улога на жената која што ги рецитира стиховите на Ана Ахматова, позната руска поетеса и која што го раскажува фактички дел од незиниот живот, Снежана Станска. Снежа, добро ни дојде во магична сцена. Раскажувам, го доживувам. А, го доживуваш, извини, Снежа. Добро ни дојде, Снежа, во магична сцена. Подобро нашла. Како се чувствуваш после 2 представи вечерва? Останав без зборови. Па морам да признам дека е доста тешко. Сега вистина диво ми со изиграна представа, таму немам проблеми. Меѓутоа цел ден малку ми стои во малиот мозок оваа обврска и па се одолжи нешто представата. Јас изгледа немам врска колку трае таа представа. И таа многу ја сакам. Веројатно за тоа ми е покуса отколку што е. И така нешто избркав со термините и така нешто. Да сепак стигна на време и да почне овдека со некое нормално закаснување од 10 на минути. Нормални. И јас се претвори во снегулка. Мала, нежна снегулка. Задува силен ветер и ме понесе некаде далеко. Ме носеше со молскавична брзина. Доскора го наблюдував непрегледното пространство. Големите замрзнати реки, шумите, што наликуваа на снежни принцези. Тогаш го видов местото каде што се наоѓаш ти. Те видов и тебе, синко. Снежа, како дојде соработката со авторот Горан? Интересна работа. Тоа беше на денот кога ја добив наградата Климент Охридски. Веќе пред тоа имав закажано читање во Домот на младите, како се вика сега, јас си го знам како Дом на млади. И имаше повеќе автори таму, повеќе поети, и јас од сите нив читав по една оваква. И после тоа, бидејќи имаше голема посетеност, останавме, нели, сите донесоа по нешто, па така се почастивме, останавме, правевме муабети со Горан, онака без врска, некој муабет зафативме, он вика, јас организирам така поетски читања, перформанси. Ја викам, толку сакам играње по кафичи, зашто ми остана неостварен сон од пред 30 години во Париз, кога бев едно од поубавите доживувања ми беше баш посета на тие кафе-театри.
каде што додуше млади актери го прават тоа, нели, немаат работа, па си прават своја представичка и каде што се послужува винце, не знам, нешто со винце и тогаш си оди представичката што си оди, тоа се во главном кратки представи кои траат, што знам, 40 минути максимум, па има мала пауза, па пак се добива винце и пак нешто со винце и после тоа оди уште едно 20 на минути, поезија или така нешто. И за мене е тоа еден многу убав, пријатен и културен помин на една вечер, која и не беше толку скапо, ако се земе во обзир дека имаше и мезе, нели? И пред едно месец и пол дена ми се јавуваат мене од домот на градешниците, еве ние тука седиме, нешто имаме идеја, па би сакале да дојдете да поразговараме за тоа. Доаѓам ја, Горан тука, Петар тука. Што е работава? Ова е. Викам, обавезно. И така почна пред едно месец и пол дена, полека, зашто сега сите тројца работиме во некои други места и дур да се собереме, дур да најдеме заеднички слободни термини, сепак требаше малку време. Најмногу Горан седеше со мене, сиромав, затоа мораше ми закаже проба, затоа што дома сам никогаш нема да се сработи. Така сум си навикната 30 и фазла години, некој да ми закаже проба, да одам на проба и да се проба. И така на 2-3 дена прво се собиравме да слушне, да види, да поправи, нели да ме следи со текстот. И така, потоа и Елена влезе во игра, прекрасна Елена, она ги најде песните кои се компонирани на стихови на Ахматова. И ето така се случи. Кажи нешто повеќе за Ана Ахматова, сигурно веќе запозна се за незиниот живот. Ова што го слушна, тоа го знам и јас. Ана Ахматова е голема поетеса која за жал не го доби местото во тогашната Русија, нели, кога живеела. Незиниот сопруг Николај Гумилјов, кој исто така бил поет, е еден од првите 60 луѓе што се стрелани после Октомвриската револуција, прогласени за непријатели на новиот систем. Веројатно затоа што припаѓале на аристократска класа, што биле многу образувани, што биле пропатувани и така натаму. Знаеш веќе како се случуваше тоа. И таа остана со својот син, кој за жал по известно време исто така завршува во логор. И се нашава приказна почнува од тука, таа му пишува, му посветува песни на Сталин, само да се смилостиви, да го пушти чедото незино од тој проклет логор, да и се врати дома веќе доста постарена, болна и во немаштина. Меѓутоа, да, негде пред смртта незина е пуштен синот, така да имала среќа на крај сепак да го дочека во својата мајчинска преградка. Родена сум на 23 јуни 1889 година во Одеса. Татко ми беше поморски инженер. До мојата 16-та година живеевме во Царско село. Потоа моите родители се разведоа. Мајка ми и јас заминавме на Крим. Таму го завршив средното образование. Потоа се запишав на правниот факултет во Киев. Но мојата најголема и единствена љубов од секогаш беше литература, односно поезија. И така замина во Петровград, средиште на многу уметници, поети, писатели. Пропатував низ Италија, потоа Франција. Таму го запознав големиот уметник
Амедео Модиљани. Беа тоа мигови прекрасна душа. Неискрено се восхитував на луцидниот сликар и обожував неговите слики. Се стекнав со огромни богатства. И лјадници, златести, мотиви. Бев инспирирана, пишував. Ја живеев мојата песна. Ја живеев мојот сон. Снеже, сум навикна да те слушам поетски, да се изразуваш често. Исто така ми е многу мило кога те гледам монодрамски, кога изведуваш делови. Како вчера да бев на премиерата на Пауна, беше одлична премиера на одлична монодрама. Како тебе ти е корелацијата во тој дел? Што повеќе ти лежи? Дали сакаш повеќе монодрамите или тој дел овдека ти е полесен или па поетскиот дел ти е полесен? Каде имаш повеќе трема, каде имаш повеќе возбуда? Трема имам секаде, дефинитивно, а и монодрамскиот дел е напишан така прилично поетично, така да се вклопува едниот дел со другиот. Имав проблем овде, не успеав да ги научам напамет песните, бидејќи па тој вториот дел многу малку го пробавме, а поезија сепак не се учи на бр, сепак со повторување, со постојано повторување, просто да си влезе текстот во малиот мозок, нели, за да можеш да го изуживаш. Поезијата мора да се ужива, мора да се чувствува, мора да излезе длабоко од срцето, инаку ја губи својата вредност. Така да еве за вечерва, јас се надевам дека после на 6, 7, 8 представи веќе ќе ги знам и песните, меѓутоа вечерва така искочи. 2-3 стиха кажи, па гледај ова, па каква сум чорава, дури да си го најдам местото кај што заправо. Тоа ти е најголем проблем, сушност. Да. Ама добро, на Ана Ахматова и личи да носи научари, и личи да биде чора. Од прилика тука сме негде за годините. Така. Кај ограда на љубава на светот кружи. И кај куповите ме помнат мене деда, а јас ги помнам нив под водите на неба. Сред тихоста миризлива по царски липи, по ово шум на бродски јарболи ми скрипи. И маđепсан од својот двојник лепо ко дамна, пак се лизга лепо и светло. И смртен сон да дига да стапки крили на немили и мили, на мили и немили. А поворката од сенки без престан се клати од вазната гранитна до царските врати. Таму моите бели ноќи тихо шепна за нечија љубов велелепо. И се во седен и во јасни збори. Во тајна изворот на светлоста се стори. И снеже за крај од овој разговор, уште да ми кажеш што се случува со драмските представи поврзани со тебе, што има нешто ново? Што се однесува до мене, нема ништо ново. Најново е што Дожан нема да оде во Мадрид, не знам од кои причини. Мислам дека е голема. Мене ми е многу криво зашто јас планирав да одам во септември, ама да се дружевме таму, ама здравје. Има е голема штета да те покани еден голем фестивал светски или европски, како сакаш речи, а ти да не отидеш од не знам кои причини. Мислам штета. Јас таму немам голем урок. Јас таму сигурно нема да направам кариера. Меѓутоа, многу ми е криво што Македонија кога добива шанса да се покаже во најдобро светло, си ја откажува шансата. Тоа ми е многу жал. Мене исто снеже ми е многу криво, стварно, и знам и како ти е и колку Меѓутоа се надевам дека во Богота ќе Да, одиме. во Богота ќе одиме, пошто таму не можат и да сега знаат. со помала улога, со помалку обврски, ќе можам повеќе да шетам и бар да ја видам. Ќе ја видиш Се секако. она што видовте вие минатиот пат, јас ќе видам. Добро, па ние ти Година во раскажувавме. април. Да.
Добро видов. Исто како да си била во Богота, Видов, така? да, тоа Монсерат, таму што го видов, тоа што се плашев многу, тоа ми беше многу големо доживување. Тој патот на страдањето, нели, на Голготата. Много интересно, убаво искуство и погода. Секој патување и секој нешто ново сработено со театрот и околу театрот за Снежана Стаменска е продолжување на животот